Ве слушам и не ми се верува. Дефинитивно е време да ги трнете розевите на очила и да се соочите со реалноста, бидејќи реалноста е далеку од она што вие го зборувате и ни приближно не е идеален животот на граѓаните во Република Македонија. За жал, буџетот е проформа го носите и со намена, и тоа намена за ваши политички цели, како што владеете проформа, така и проформа носите буџет. Спомнавте, ова е и од воведниот говор од излагањето на министерката за финансии, дека се вложува во човечкиот потенцијал со овој буџет, но за жал со кратење во сите скоро области во образованието дефинитивно не се вложува во човечкиот потенцијал и капитал на тој начин. Го спомнавте јавниот долг. Јавниот долг помина 5 милиарди евра откако вие владеете. За споредба во 2008 година тој изнесуваше 1,5 милиарди евра. Значи имаме трикратно зголемување на јавниот долг. А зашто? За непродуктивни трошоци, нема изградба на болници, училишта, фабрики, хидроцентрали, ама се повеќе за зголемување популистичко на минимална плата, на пензии од 700 денари во очи на избори, на сомнителни тендери за јавни набавки и така натаму. И за жал овој јавен долг ќе го враќаат граѓаните и идните генерации, плюс оваа година нашата држава ќе даде 110 милиони евра како камата на долгот, а со тие пари ќе можеше да се изгради еден солиден клинички центар, не како оној вашиот што чини пола милиарда евра. При тоа зборувавте за креирање на работни места. Искреиравте и измисливте работни места каде може и каде не може, каде треба и каде не треба, затоа што ја направивте јавната администрација за жал поголема од армијата на Република Македонија. Наместо да зголемувате број на вработени во итната медицинска помош, вие зголемувате вработени на местата економски директори на клиниките. И за среќа што има брзо избори, и овие избори се за да ве вратат во реалноста и да се соочите со проблемите на граѓаните, затоа што, како што кажав, ни оддалеку не е идеална состојбата во државата. Ако беше идеална, немаше ни председателот Пендаровски да каже дека доколку не би бил председател, би ја напуштил државата. Тоа говори за се каков е овој живот во државата. Рековте 43 градинки се изградени. Каде тоа се изградени? Во амандманската расправа имавме повеќето амандмани беа за водовод. Во 21 век ние најмногу зборувавме за водовод. Спомнавте младинска гаранција. Јас би ве запрашала да ми искажете податоци колку тоа млади си имаат вработено со младинската гаранција. Благодарам.